Добар ден, дневник на К3. Денеска е Велики четврток, почнуваат великденските празнувања. На Велики четврток се одбележуваат настаните што се случиле пред да тргне Спасителот на доброволните страданија. На овој ден си споменуваме за тајната вечера и се што се случувало тогаш, подготовката, миењето на нозете на апостолите, поуката за смирението и братолюбието, посочување на предавникот и излегувањето на Јуда од вечерата, востановување на светата, Евхаристија, најава за Петровото одрекување, прошталната беседа на Христа со 11 апостоли. Велики четврток е денот на тајната вечера. На овој ден се повикуваат верниците на причест, затоа што на Велики четврток е востановена светата причест на тајната вечера. На Велики четврток на крајот од литургијата се извршува чинот архиерејско миење на нозете на 12 свештеници, кои ги представуваат 12 апостоли на тајната вечера. За тоа време се читаат текстовите од Евангелијата кои говорат за тоа како Христос им ги измил нозете на апостолите, почнувајќи од Јуда за да не рече дека го запоставил, па затоа го предал и завршувајќи со Петар кој што се пофалил дека и сите да се одречат од него, тој нема тоа да го стори, а уште ноќта 3 пати се одрекол од Христа. Осветувањето миро се извршува на литургијата на Велики четврток. Со осветеното миро се извршува светата тајна, миропомазание по крштевањето, се осветуваат цркви и антиминци. На Велики четврток се прави и општо масло осветлување. Ова се употребува за помазување на здрави, а елеосвештението се извршува над болни луѓе. Тоа се прави за зачувување на здравјето, духовно и телесно и во знак на покајанието. Елејот е символ на Божјото милосрдие, на радоста и покајанието. Црковното предание и нашата стара традиција уредиле на Велики четврток рано наутро, пред изгрејсонце да се вапцуваат првите великденски јајца. Голем број на обичаи и верувања се поврзани со еден од најголемите христијански празници – Христовото воскресение Великден. За традицијата и значењето на овој ден кога се слави воскресувањето на Исус Христос, разговаравме со етнологот и кустос во музеј Куманово Анита Ѓорѓиевска. Великден е еден од најголемите христијански празници по Божиќ, ден кога се празнува воскресувањето на Исус Христос и се слави победата на животот над смртта. Неговиот датум е подвижен, но секогаш паѓа во ден недела или после полниот месец и пролетната рамноденица. За овој празник се врзани доста голем број на обичаи, верувања, гатања, се со една желба да се обезбеди среќа и здравје за семејството, благодет, здравје на добитокот и се во чест на природата, вели етнологот Анита Ѓорѓиевска, раскажувајќи за значењето и обичаите кои постојат кај народот за Великден. Овој празник во себе содржи и црковни елементи, нормално и елементи кои се поврзани во чест на култот на природата, како што кажав, зеленилото и јајцето, кој што е еден од главните символи за празникот Великден. Јајцето е символ на животот, на крвта на Исус, на плодноста и содржи магиска и апотрофејска моќ. Велики четврток е ден кога се вапцаат првите јајца пред изгрејсонце, додека Велики петок е најтажниот ден во годината, вели Ѓорѓиевска. По Велики четврток самиот ден ни го најавува доаѓањето на празникот со тоа што еве ден денеска се практикува обичајот на бојависување на црвени јајца пред изгрејсонце. Домаќинката станува рано наутро и ќе бојадиса црвени 3 јајца, кои што ќе ги менува едното за Господ, за куќата и за домаќинот. Ќе ги стави нормално пред иконата и ќе верува во неговата магиска моќ и го чува една година пред икона дека ќе му донесе јајцето на семејството здравје, среќа и беричет во куќата. Нормално тој ден, Велики четврток е и ден кој што се споменува, кој црквата го споменува во подсетување на тајната вечера во чест на причеста. Велики петок, да почнеме значи вака поред, Велики петок е еден од најтажните денови за овој празник, бидејќи и сами знаеме дека тој ден е распнат Исус Христос, така да и црквата овој ден го одбележува на еден символичен начин, со еден импровизиран закитен гроб од црквата, на кој што верниците попладнево или преко дента нормално ќе додат и му се поклонат на гробот и ќе остават црвено јајце за среќа и за здравје на своето семејство.
Богата празнична трпеза е неизбежен дел од празнувањето на Великден. Се подготвува од се по нешто. Ѓорѓиевска го честиташе празникот на сите верници и посака пред се здравје и мир, добри и убави мисли, да исчезне лошото и омразата меѓу луѓето и никогаш да не се загуби вербата во животот. Украсувањето и шарањето на јајцата е најважното нешто што се прави во пресрет на големиот христијански празник Великден. Кумановката Кубица Спасиќ веќе со години се занимава со едно несекојдневно хоби, а тоа е резбање на јајца. Великден е прекрасен христијански празник. Сите ги обожаваат обичаите сврзани со овој голем празник, особено традицијата на вапсање на јајцата и великденското украсување на домот. Вапсањето е многу забавно, па секогаш и најмалите членови на семејството се вклучуваат да помогнат. Великден е одлична прилика да внесете свежина во својот дом и да покажете колку сте умешни со украсувањето. Кумановката Кубица Спасиќ веќе со години се занимава со едно несекојдневно хоби, а тоа е резбање на јајца. Во слободно време се занимаваме со изработка на лушпи од јајца. Тоа се лушпи од јајца, испразнети јајца, значи. Резбам на нив со посебна машина. Работам техника декупаж, работам батик техника со восок, а и малку се опробав и со сликање, нели своите уметнички способности да си ги испробам. И така. Имам јајца од гуски, јајца од шатки, нешто и од кокошка, имам јајца од паун. И така, неколку години, па не неколку, ама 5, 6, па и 7 години има како се занимавам со овие работи. Декупаж е техника на пренесување на мотив од хартија или салфетка техника некоја вика. Тоа се пренесување на мотив од салфетка, нели таа е трослојна и кога ќе се одвојат двата слоја, останува оној со сликичка, се кине сликичката и со посебен лепак за декупаж се лепи на јајцето, потоа пак се премачкува со лепак и најпосле се тоа се излакира и останува сликичката како да е нацртана, нели, не да е залепена. Па тоа се најчесто детски мотиви или цветни мотиви, еве како овие ангелчиња, имам таму нешто со пилен соработено, во зависност каква салфетка ќе најдам. Цветчиња. Еве овие ангелчиња исто се декупаж техника. И комбинирано, значи ова јајце комбинација од резбање и декупаж техника. Тука на него имам 360 правилни коцкички. За едно јајце да биде готово, таа вели дека е потребно многу време, како и потреба од мир и голема концентрација. Прво, значи, јајцето мора да се испразне од содржината, па малку го оставам неколку дена да се исуши. Се црта со молив, убаво, прецизно, мора да ги знам површините кои ќе ги извадам, значи ќе го издупам јајцето таму каде што треба, а она да остане сликичка, како овие цветчиња, например. Инаку, со мала грешка, јајцето пука, не може да има цврстина како што е, како кога е цело јајцето. Али со внимание и со стрпливост и со прецизност, значи, постигнувам убави сликички на изрезбано јајце. Значи, ова е јајце од гуска, а исто така имам и од шатки. Јајца тие се помали, ама и тие убаво се работат со истата техника, еве. Издупено, изрезбано јајченце и со комбинација со декупаж. Работам и батик техника, таа е малку покомплицирана, се работи со природен восок, значи прав восок од пчелки. Јајцето, лушпата, сега зборувам за лушпа, може и на јајца варени, работиме нели за празникот за деца со восок јајца, кај што ќе помине восок, работам со перце и со свеќа го загревам восокот, кај што ќе помине восок, тука бојата не се задржува. Овие се малку покомплицирани, бидејќи еве белата површина, значи е премачкана со восок, па се става во жолта боја, претходно е целото јајце нацртано, па ги покривам површините што сакам да останат жолти со восок. За цртањето таа најчесто ги користи обичните прехрамбени бои, темперните бои, како и восокот во многу случаи.
Во пресрет на најголемиот христијански празник, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово радосно ја споделува веста за Христовото воскресение и на сите граѓани од православна вероисповест им го честита предстојниот празник Великден, а на сите граѓани им го честита и 1 мај денот на трудот. Негувајќи ги демохристијанските вредности, членовите на ВМРО ДПМН со задоволство ја продолжуваат и осветлуваат вековната православна традиција, во која празнувањето на Великден представува неприкосновен духовен и национален белег, истакна Драган Петковски, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово, честитајќи им го на сите граѓани големиот христијански празник Великден и 1 мај ден на трудот. Престојниот празник уште еднаш ќе не потсети дека тој свет белег на овие простори, грижливо чуван од Македонската православна црква, е всушност залог за животот, победа на општувањето и надеж дека личните и заеднички голготи и распетија имаат крај. Изминатиот период бевме соочени со големи предизвици и потешкоти, слични како оние на нашите предци. Но користејќи ја благодата на престојниот празник, меѓусебните несогласувања да ги смениме во родолюбие и меѓусебна љубов. Да го сочуваме споменото во минатото, да се поучиме од искуството на предците и преку верата да се обединиме во заложбите за подобра Македонија. Од ВМРО ДПМН Куманово посака во празничните денови кои ни престоја да се помолиме мирот да се врати секаде, а пред се во нашите срце и во нашите домови, да ни ја донесат топлината на пораката од Христовото воскресение, масовно да ги посетиме православните храмови во градот и околината, да се смириме еден со друг и заеднички со единствена мисла за мир и благосостојба, да го прославиме големиот христијански празник Воскресението Христово. Најмладите учениците од Кумановското основно училиште Толи Зордомис денеска подарија рачно изработени великденски јајца и им го честитаа големиот христијански празник Великден на највозрасните, корисниците на услугите на Домот за стари лица Зафир Сајто. Учениците од Кумановското основно училиште Толи Зордомис денеска подарија рачно изработени великденски јајца и им го честита големиот христијански празник Великден на највозрасните, корисниците на услугите на Домот за стари лица Зафир Сајто. Станува збор за традиционална активност која се спроведува секоја година. И денеска учениците од македонските и албанските паралелки подготвија и приредба за корисниците на Домот за стари лица Зафир Сајто. Традиционално секоја година во училиштето изработуваме великденски јајца и ги подаруваме на овој дом со цел да им го честитаме празникот на членовите на старечки дом и да им посакаме полесни поздрави и попријатни денови поминати од животот тука. Празничната атмосфера во Домот за стари лица ја надополнуваат ученици, деца од градинки, различни организации и здруженија, кои ги посетуваат корисниците и на секој начин се обидуваат да ги разубават празничните мигови. Не, но одме да ве кажеме дека пред некој ден со една поголема група на кориснички бевме и во црква, така да си ги сакаат да ги негуваат сите оние христијански обележја кои што го величат и кои што го разубавуваат овој празник. И денеска имавме таа чест да како гости бидат поканети учениците од македонската исти од албанската настава, така да со една убава весела приредба да го обогатиме овој празник, зашто секој од нас сигурно дека заслужува, а посебно старите лица во нашиот дом. Неодамна јавната установа одвои 3,6 милиони денари собствени средства за реконструкција на 13 соби, 12 тоалети од така наречениот прв реон на установата, со што значително се подобрија условите за престој на 140 корисници на услугите на Домот за стари лица. Денеска се навршуваат 15 години од масакрот кај Вејце, во кој загина 8 припадници на армијата на Република Македонија и на Министерството за внатрешни работи во конфликтот во 2001 година. Председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев во рамки на посетата на касарната Илинден се поклони и положи цвеќе пред споменикот на загинатите припадници на безбедносните сили, а воедно и најави дека владата започнува процес на огромно инвестирање во модернизација на АРМ.
Владата на Република Македонија започнува процес на огромно инвестирање во модернизација на армијата на Република Македонија, истакна председателот на Владата на Република Македонија за спроведување на изборите Емил Димитриев при посетата на касарната Илинден. Димитриев рече дека владата започнува со процес на инвестиции во опрема, техника, ремонт на хеликоптери, транспортери и оклопни возила. Тоа е согласно НАТО стандардите. По светската економска и европска должничка криза, сега има економско заздравување и затоа се започнува нов циклус на инвестиции. Арама ужива голема поддршка, истакна Димитриев, и изрази благодарност за се што прави Арама за државата, како на домашно тло во справување со мигрантската криза, така и на меѓународно, преку мисиите во кои што учествува. Председателот на владата за спроведување на изборите присуствуваше на показна вежба на единици на армијата на Република Македонија, а во рамки на посетата се поклони положи цвеќе пред споменикот на загинатите припадници на безбедносните сили. Потоа Димитриев оствари состанок со министерот за одбрана Зоран Јолевски, со началникот на генералштабот на Арама генерал подполковник Методија Величковски и со представници од Министерството за одбрана и генералштабот на Арама. Министерот Јолевски изјави дека покрај опремувањето се започнува и со проектот Ефтини станови за армијата. Сдруженијето на армиски и полициски ветерани денеска положи цвеќе пред гробот на Бобан Трајковски, припадник на безбедносните сили кој пред 15 години загина кај Вејце во конфликтот во 2001. Овој месец Сдруженијето организира и крводарителска акција. Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активниот и резервниот состав денеска положија цвеќе на гробот на припадникот на безбедносните сили Бобан Трајковски од Куманово, кој загина кај Вејце пред 15 години во воениот конфликт 2001. Од Сдруженијето денеска информираа дека овој месец Сдруженијето организира повеќе активности, меѓу кои и крводарителска акција, и ги поканија граѓаните активно да се вклучат во акцијата и да даруваат крв. На ден 5.5 во организација на нашето сдружение организираме дарување на крв. Ние сме носители како сдружение и ќе учествуваат наши членови од полиција, членови од војска и сите оние други кои што сакат да даруваат крв. Од Сдруженијето ги поканија граѓаните да присуствуваат на манифестација која ќе организира Сдруженијето во чест на 7 мај, денот на полицијата. Воедно денешната пресконференција искористија и го честитаа Великден и 1 мај на граѓаните на Куманово. Музичарите од Кривопланечкото основно училиште Јоаким Крчовски се вратија со значајни резултати од регионалните хорски и оркестарски смотри. Повеќе во продолжение. Учениците од музичката паралелка при основното општинско училиште Јоаким Крчовски во класа на професорката Лариса Жулина Митовски го освоија првото место во дисциплината оркестар на регионалниот надпревар кој се одржа во Куманово, со што обезбедија пласман на предстојното државно надпреварување кое ќе се одржи на 7 мај. На 24 април во недела во Куманово во училиштето Кочо Рацин се одржа регионален надпревар на оркестри и хорови, кои се одржува традиционално веќе околу 2 децении. Од нашето училиште на надпреварот учествува над 60 ученици. Училишниот оркестар се представи со 2 композиции од Јосип Лулич Мала предигра и македонска народна песна Бело лице љубам јас. Настапот е оценет многу високо со прво место и 99 бодови. Значајни резултати постигна и со вокалните и инструменталните изведби. Исто така, во втората категорија, вокален инструменталист, настапија ученичката Теона Величковска, Деспина Велиновска, се представи со песната Селин Дион од познатиот филм Титаник, има 3-то место. Во номинација инструментален интерпретатор имавме 2 дуети, Теодора Стојановска и Стојковска, прво место 95 бода, и Лора Николовска со Симона Стојковска, исто во дуетот Металофони, имаат прво место 95 бодови.
Малите музички виртуози побогати со нови благодарници, дипломи и пофалници по секој следен настап. Велат им се допаѓа тоа што се усовршуваат на музичко поле и се познаваат нови другари, а поддршката неминовно доаѓа од професорката и родителите. На музичко веќе 5 години, кај наставничката Лариса Жулина Митовски. Таа е прекрасна наставничка. Благодарејќи на неја јас добив многу дипломи, благодарници, пофалници. Ние бевме на регионален надпревар во Куманово, таму освоивме прво место. Јас и мојата другарка Лора свиравме дует на металофон и многу ми се допадна и многу сакам да свирам со Лора дует. На регионалните хорски и оркестарски смотри, кои имаат 2 децениска традиција, учество зедоа околу 60 на ученици од музичката паралелка при Јоаким Крчовски. Со прием на заслужните, наградени ученици и ментори, професори, директорот на Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка ги поздрави најновите успеси постигнати на Националното образовно рандеву 2016 и пласманот на државни надпревари во повеќе образовни области. Одличните резултати на кривопаланечките средношколци постигнати на надпреварите во изминатиот период беа причина директорот да ги поздрави истите, вообичаено со прием на кој присуствуваа заслужните и талентирани ученици. Тој истакна дека успехот е плод на взаимната добра соработка професор-ученик, традиција која во континуитет се негува и дава резултати. Кој јас како директор сум крајно задоволен од моите ученици, се разбери од колешките и колегите кои ги припремат децата. Ние фактички веќе имаме една долга традиција во тој поглед и може да речем дека успесите не се случајни, него успесите се резултат на едно така речем залагање прво и на учениците, се разбери на колегите. Сето тоа на крајот тоа залагање дава резултати и тие резултати еве денес ги сумиравме со учениците и со колегите да видиме што постигнеме во овој период во текот на месец април. Најбројни се успесите од годинашното образовно рандеву кое се одржа на 22 април во Средното стручно училиште Михајло Пупин Скопје, во организација на Младинската асоциација на средни стручни училишта на Македонија, каде се надпреваруваа во 3+1 стритбол, пинг-понг, драмска изведба, со јавно говорење и модна ревија. Одговорен ментор професорот Ѓорче Петров беше Владко Цветковски, а учествуваа 50 на ученици и 10 на професори кои постигнаа големи резултати во конкуренција на 30 средни училишта од целата држава. Во оваа пригода беа истакнати и достигнувањата од регионалните надпревари по хемија, француски и англиски јазик и пласманите на државните соочувања. На нас е голема чест да го представуваме нашата школа во најдобро светло, бидејќи долги години се занимаваме со овој спорт, потврдивме успех и овој пат. Второ место во женска конкуренција и прво место во машка конкуренција. Во недела освоивме 2 втори места на државното првенство и се подготвуваме сега за балканско првенство наредната недела. Ова е наше прво надпреварување. Покрај силната конкуренција освоивме 4-то место и можеше да стигнеме до финалето. Значи, ние учествувавме на француските олимпијади на регионален надпревар во Куманово. Успеавме да освоиме 3 места, прво, второ и пето место. Со тоа ги покажавме нашите знаења со што се пласиравме на државниот надпревар. Само треба уште повеќе да вежбаме и да се покажеме што можеме. Имаше 6 региони, ние бевме на вториот регион. Од втора година имаше 16 пријавени ученици, меѓу кои само 4 помина на државниот надпревар. Меѓу тие 4 ние 2 влеговме. Дали ќе се подготвувате дополнително за државното надпреварување? Да, имаме уште 2 недели до државниот надпревар и се подготвуваме веќе. Минатата недела бевме во Скопје, учествувавме со драмската представа Сомнително лице на Масум 2016 и го освоивме првото место. Погледнавме неколку дел од другите представи и навистина беше голема конкуренцијата, но мислам дека нашата представа беше навистина предобра и пресретни сме ние што освоивме прво место. Милковски истакна дека во месец мај предстојат неколку државни надпревари каде кривопаланечките средношколци ќе го представуваат училиштето и изрази надеж дека трендот на успеси ќе продолжи во иднина. Фондацијата за развој на културата и спортот во Куманово од општина Куманово денеска на корисниците на услугите на дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша им донираше 76 изработени ликовна дела од петата детска ликовна колонија Асном, која фондацијата организира во август секоја година. Ликовните дела кои ги изработиле учениците од повеќе основни училишта од Македонија ќе бидат понудени на продажба.
Фондацијата за култура и спорт денеска донираше дела од детската ликовна колонија Основна порака наша, кои ќе бидат понудени на продажба на заинтересираните кумановци и представници на бизнис заедницата, пошто средствата собрани од продажбата ќе бидат наменети за потребите на корисниците на дневниот центар. Со делата, бидејќи имаат право на понатамошна продажба, да тие дела им користат во сервисирање на нивните потреби, што сигурно се многу поголеми, но ова е една скромна донација, но со голема идеја да тоа продолжи како соработка, да тие ги објавиме и ние да помогнеме во дел на продавање на тие дела кои се насликани. Дамјановски ги повика представниците на бизнис заедницата и граѓаните да ги разгледаат и по можност да купат некои од уметничките дела и на овој начин да помогнат во задоволување на потребите на дневниот центар. Општината нагласи тој од својот буџет одвојува 1.500.000 денари за функционирањето на порака наша и околу 360.000 денари за ангажирање на волонтерите. Ова продажба на слики на некој начин ќе даде скромен допринос. Ова е една символика, дефинитивно, бидејќи акцијата на локалната самоуправа е во насока да ги мотивираме. Преку вас медиумите, изразувам благодарност на медиумите, бидејќи неколку панел, дискусии и оно што го вие правите како маркетичка подршка, на некој начин ги мотивираме реалниот сектор, стопанството, да овие моменти дадат подршка. Председателот на порака наша Милован Видановиќ додаде дека со оваа донација ќе задоволат одредена потреба за 23 корисници на дневниот центар. Ние имаме 21 додуше, сега имаме и 23, имаме две деца, на кои родители, оба родители има поминато и ги прифатиме и нив. И ќе ни помогнат. Во дневниот центар корисниците престојуваат по 5 работни дена по 8 часа и за нив се грижи стручен тим кој работи на нивна едукација и социјализација. Во изложбениот салон при Центарот за култура Трајко Прокопиев вечерва со почеток од 19 часот и 30 минути ќе биде отворена изложбата на слики од очите на ангелот во подпис на академскиот сликар Новица Трајковски. Изложбата е по повод великденските празници и истата е поддржана од Министерството за култура. Вечерва со почеток од 19:30 часот во Центарот за култура ќе имаат можност да го проследат отварањето на изложбата на Новица Трајковски, насловено Од очите на ангелот. Инаку се работи за еден проект кој е поддржан од страна на Министерството за култура. Самиот концепт е мощно и интересен, значи привлекување во Центарот за култура, представена е тајната вечера, додека во главното фоје имаме 33 експоната во вид на ликови од христијанството, значи левата секција од Исус Христос ги представува ликовите од Стариот Завет, додека десната секција се ликови од Новиот Завет. Изложбата, значи, содржи мощно интересен концепт, мощно интересен приод. Се надевам дека вашите гледачи ќе уживаат во вечерашното отварање, исто така да најавам дека гости на самото отварање ќе биде поетесата Оливера Трајковска и кантауторот Јаков Дренковски. Така да на некој начин и ние се приклучуваме кон најавата на великденските празници. Вчера вечер во Кумановскиот театар актерите од Кумановскиот театар премиерно ја изведоа представата Ревизор во режија на Андреј Цветановски. Репризата на представата е вечерва. На сцената на Кумановскиот театар премиерно беше изведена представата Ревизор, работена по текстот на Гоголј, а во режија на Андреј Цветановски. Пиесата говори за вечно актуелното малограѓанство, како состојба на духот, за власта, за моќта и за човековиот страф од стегите на општеството. Во Ревизор играат реномираните актерски кумановски имиња Кети Дончевска Илиќ, Марко Трајковиќ, Владо Дојчиновски, Милош Стојковиќ, Никола Наковски, Мартин Манев и Горан Ников. Сценографијата е на Сергеј Светозарев, костимографијата на Александар Рашковиќ, композитор е Димитар Андоновски и драматург Зоран Зафировски. Репризата на представата ќе се игра во четврток со почеток во 20 часот.
Експанзијата на Исламска држава е закана без преседан за меѓународната стабилност, предупредува Лавров. Кина нема да дозволи војна и хаос на Корејскиот полуостров. де Мистура ги повика Русија и Соединетите Американски држави да соработуваат за активирање на сириските мировни преговори. Свето денеска. Терористичката група Исламска држава представува закана без преседан, изјави шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров на средбата во Пекинг со колегите од Конфедерацијата за заедничко дејствување и изградба на доверба во Азија. Тој посочи дека поради терористичката закана од Исламска држава, хаосот ги зафатил Ирак, Либија, Сирија и Јемен и отеко таа закана не биде неутрализирана, никој во светот нема да се чувствува безбедно. Рускиот министер за надворешни работи наведе дека нема ефикасна борба со терористите, ако истите се делат на умерени радикални. Тој кризата во Украина ја оцени како трагичен пример за непромислена и крајно опасна политика на приврзаниците на геополитичкото инженерство. Кина нема да дозволи војна и хаос на Корејскиот полуостров, изјави кинескиот претседател Кси Џипинг на отворањето на петата средба на министрите за надворешни работи на конференцијата за заедничко дејствување и изградба на довербата во Азија, што се одржува во Пекинг. Таквата ситуација не е во интерес на ниту едно од државите, наведе Кси. Тој посочи дека Кина вложува напори за регулирање на ситуацијата во Северна Кореја, согласно со резолуцијата на Советот за безбедност на Обединети нации. Специјалниот пратеник на Обединети нации за Сирија Стефан де Мистура ги повика Русија и САД да интервенираат од највисоко ниво за да помогнат во заживување на спротивставените сириски мировни преговори, пренесу американските медиуми. Де Мистура за ова зборуваше на брифинг со новинарите откако пред видеоконференцијска врска го запозна Советот за безбедност на Обединетите нации со развојот на преговорите. Тој изрази надеж дека разговорите ќе бидат обновени во мај, но јасно порача дека пред тоа ќе инсистира на ограничување на борбите во земјата. Емисарот на Обединети нации го информира Советот за безбедност по завршувањето на третиот круг од преговорите за оваа година. Македонската репрезентација за кошаркари од 15 години го освои високото трето место и бронзениот медал на силниот меѓународен турнир кој што се одржа во Милано, Италија. Меѓу најзаслужните за успехот репрезентативци од Куманово и од Крива Паланка. На турнирот во организација на екипата Виктор покрај Македонија, која беше единствената репрезентација, настапија екипите на Армани, Милано, Варезе, Аурора, Дисеко, Баер Минхен, Химки и Кварнер. Дел од македонската репрезентација беа помошникот селектор Мартин Атанасовски и надежниот Кирче Кировски од Куманово, како и Андреја Кимовски од Крива Паланка. Македонските надежи во групниот сегмент загубија од Варезе со 89-72, а ги победија домакинот Виктор со 124-17 и Минхенски Баерн со 62-61. Во мечот за третото место црвено-жолтите во неизвесен интересен дуел го совладаа рускиот тим Химки од Москва, минимално со 68-67. Бевме дел од репрезентацијата на Македонија кој учествуваше на вистина силен меѓународен турнир во Милано, Италија, каде на крај освоивме трето место со 3 победи и 1 пораз и на вистина представува голем резултат, одличен успех, земајќи се предвид бидејќи на овој турнир учествуваат на вистина силни екипи, како што се Баер Минхен, Химки Москва, Варезе, Армани Джинс. Ние учествувавме како репрезентација на Македонија, бидејќи овие дечиња ги очекува Европско првенство во предстојниот период и така како некој вид на подготовки. За младиот Кировски, во моментов член на локалниот клуб Пинк Пантери, настапот на Апенините бил одлично искуство. Моите впечатоци се доста добри, секако турнирот беше многу добар, имаше и доста јаки екипи, како што беа Химки од Москва, имаше Варезе, кој што беа доста јака екипа и екипата на Баерн од Минхен, од Германија, таа доста добро се заедеше кога игравме со неа. Дали си ти лично задоволен од твојата минутажа што ти беше дадена шанса да играш? Да, доста доволно сум задоволен од мојата минутажа. Добро се покажав и секогаш може подобро. Македонскиот капитен Лукан Умовски го понесе признанието MVP, односно најкорисен играч на турнирот, на кој што во финалето Армани Милано го победи Варезе.
Првиот полуфиналист кој обезбеди сигурен настап на Final Four турнирот во ракометната лига на шампиони, кој оваа година ќе се одржи во Келн, е полскиот prvak Kielce. Македонскиот представник Вардар по поразот од 3 разлика на домашен терен во сабота му гостува на Веспрем. Полскиот prvak Kielce е првиот полуфиналист во Лигата на шампионите и прв учесник на Final Four турнирот во Келн. Во четвртфиналето од Лигата на шампиони Kielce го елиминираше Фленсбург. Во реваншот на домашен терен полскиот тим славеше победа со 29-28, што беше доволно за пласман во Келн, откако првиот меч во Фленсбург заврши нерешено со 28-28. За Kielce ова е втор поред вкупно трет настап на завршениот турнир од Лигата на шампионите. По ремито на првиот меч во Фленсбург, полскиот и германскиот тим и во реваншот во Kielce одиграат цврсти до крај изедначен и извесен надпревар, кој беше решен буквално во последните секунди. По првите 30 минути Kielce имаше минимална предност со 14-13. Михаил Јурецки со 9 гола беше најефикасен играч кај Kielce. На спротивната страна нападот на Фленсбург го предводеа Ласе Свен Хансен и Расмус Лауге со 8 гола. Во другите 3 четвртфинални дуели, в сабота Вардар му гостува на Веспрем со 3 гола негатива од првиот меч во Скопје, 29-26. Барселона го пречекува Kielce со негатива од -5, а најлесна задача треба да има ПСЖ во дуелот со Загреб по триумфот во гости со 28-20. По Барселона и германскиот тим на Бајерн Мюнхен е поразен од Атлетико Мадрид со 1-0 во рамки на првиот четвртфинален меч од фудбалската лига на шампиони. Следува блокот информации од меѓународен спорт. Походот на Атлетико Мадрид кон пласман во ново финале на Лига на шампионите под водство на Диего Симеоне продолжи синоќа со првиот дел од полуфиналниот двомеч со баварците. Во четвртфиналето на Висенте Калдерон во Мадрид падна бранителот на тронот Барселона, тогаш во реваншот со кој тимот на Атлетико го комплетираше изненадувањето. Вчера вечер во Мадрид во првиот од двата меѓусебни дуели падна и Бајерн кој дома во Мюнхен се враќа со минус од 0-1 пред реваншот во Алијанс Арената. Обид за нов камбек со кој тимот на Пеп Гвардиола се соочува по оној неверојатен кој го имаше против Јувентус кога по 2-2 во Торино губеше со 0-2 во Мюнхен. Покрај тоа што видовме барем еден гол, дуелот одигран во Мадрид беше во секој поглед подобар и поинтересен од тој игран еден ден претходно во Манчестер, кога Сити и Реал одиграа без голови. Шанс имаше на двете страни, но таа која во 11-тата минута ја искористи се покажа како решавачка. Шанса за поправен и враќање во игра за пласман во големото финале баварците ќе имаат веќе следниот вторник во Мюнхен. Шампионот во НБА лигата Golden State е третиот тим што се пласира во втората фаза од плејофот, откако пласман во полуфиналето на западната конференција обезбедија Сан Антонио и Оклахома, тимови кои ќе играат меѓусебно тоа ноќеска го направи Golden State. Иако настапија без својот најдобар играч Стеф Кари кој е повреден, сепак воините забележаа триумф над Хјустон со 114-81 и со конечни 4-1 во победи се пласираа во полуфиналето на западот. Во него ќе играат со подобриот дуелот меѓу Лос Анџелес Клиперс и Портланд, во кој Портланд води со 3-2 во победи откако синоќа славеше триумф на гостински терен од 108-98. Гостите го искористи отсуството на повредените Крил Пол и Блейк Грифин и за прв пат воведоа во серија. Дамјан Лилард 16 од своите 22 поени ги постигна во последната четвртина. Гостинска победа со предност од 3-2 во победи оствари екипата на Шарлот, која во Мајами славеше со 90-88. Турската екипа Галатасарај освојувач на кошаркарскиот Еврокуп во второто по квалитет европско кошаркарско клупско надпреварување. Составот на Галатасарај со шампионскиот трофеј стигна посиноќешната победа над Страсбур со 78-67 во реванш финалниот надпревар. Победата од 9 поени разлика беше доволна да се анулира негативата од првиот меч одигран во Франција, каде Страсбур забележа победа, но со 4 поени разлика 66-62. Стефан Ласме со дабл учинок од 16 поени и 10 скокови беше најзаслужен за оваа победа на тимот од Истанбул, а со својот настап не само на овој туку и првиот меч, Ласме го заслужи признанието MVP, најкорисен играч во финалната серија. Времето во Македонија стабилно и суво.
Преку денот ќе има умерена облачност, а наместо особено во западните делови ќе има известно зголемување на облачноста. Ќе дува умерен ветар претежно од јужен правец. Тоа беше се за овој дневник, почитувани гледачи. Ви благодарам на вниманието. Довидување.